зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Гадниот крај на искушението. Искушението доаѓа кај сите нас во еден или друг облик. Кој поникогаш не почувствувал силна желба да стори нешто што навистина не би требало? Еден од најдобрите описи, кој никогаш сум го прочитала за искушението, е напишан од Вава Понс. Морам да те предупредам, многу е сликовит. Таа вели: искушението е сладко зауче покриено со чоколадо, кое заткрива десетина црвчиња што мрдаат натре. И те предупредив дека е сликовит. Да, искушението изгледа и дури има и добар вкус однадвор. Да се предадеш на искушението често не носи задоволство. Никој не би го одрекол тоа. Книгата на евреите зборува за насладата на гревот, 11:25. Но откако си му се предал, откриваш дека резултатот е прилично грозен. Уживањето е краткотрено и секогаш има разочарување на крајот. Лесно е да се помисли: па не ме мачи толку искушението, никогаш не сакав да убијам некого, или да бидам неверен, или да мамам на големо. Но што е искушението? Да се игнорира Бог. Искушението, да, се повредуваат другите, да се биде некој што не сум, да се фалам, да посакувам моќ, богатство и власт. Искушението да му го барам на Бог оно што го сакам, тоа малку подиректно не погаѓа, нели? Но добрата вест е дека не мора да попуштиме на искушението. Писмото вели: никакво искушение не ве постигна, освен човечкото. А Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили. Туку заедно со искушението ќе ви даде и излез за да можете да го издржите. 1 Коринќани 10:13. Едноставно треба да бидеме подготвени да се одвратиме од искушението и да повикаме кон Бог за помош. Зашто на крајот на криштата тој е навистина оној против кој ќе грешиме ако попуштиме. Кога Јосиф беше искушуван од жена му на Потафир да изврши прељуба, тој се сврте од неа и одговори: па како јас да направам толку големо зло и да сгрешам пред Бога? Битие 39:9б. Запрашаш се себе си следниот пат кога ќе те погоди искушението. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.